Платформа со Љубиша Николовски на радио Слободна Македонија. Драги мои слушатели, само да ве потсетам дека вие сте на преновите на радио Слободна Македонија. Јас сум Љубиша Николовски, ова е емисијата Платформа. Во неја генерално говориме на актуелни политички теми. А се разбира, колку се поактуелни темите, тоа се и потешки, и посложени, и покомплицирани за анализа и за наоѓање одговори на тешки прашања. Но ние не бегаме од тешки теми, напротив, им издегуваме во престрет. Една таква тема, која се надвиснува над македонското општество, е абстиненцијата на опозицијата од работата на собранието. Тоа застега е проблем де факто, но многу брзо може да стане проблем де јуре, како што билува да кажат правниците. Имено изминуваат 6 месеци од верификацијата на мандатите на пратениците, а опозицијските пратеници не се појавија во собранието, не учествуваат во работата на парламентот. Овој период, како што најави председателот на собранието, требаше да биде доволен да се најде модалитет низ диалог, опозицијските пратеници да се вратат во законодавниот дом, со што би се избегнала некоја поголема политичка криза. За сега нема некаков видлив знак дека тоа брзо може да се случи и дека има некаков прогрес, па логично е да се прашаме каква разрешница е можна или какви разрешници се можни и правни и политички. За таа цел овде во студиото на Радио Слободна Македонија ја поканивме професор доктор Гордана Силјановска Давкова. Добре дојдовте во платформа на брановите на Радио Слободна Македонија. Темата ви е позната. Вие, колку што знам, сакате да наоѓате експертски правни одговори и решенија на многу ситуации. Дали оваа ситуација што е наметната има правна разрешница и каква е таа, професор? Правна разрешница секогаш има, меѓутоа најчесто политичката разрешница е пречката за правото, па ние зборуваме за политика во границите на правото. Од Аристотел до денеска. Веројатно 6 месеци бараат поинакво толкување од она, да речеме, пред 6 месеци, зошто не случајно предпоставувам дека председателот на собранието се повикувал или се ориентирал во 6 месеци, имено според Уставот, еден од основите за престанок на мандатот може да биде и неоправданото отсуство од собранието во период од 6 месеци. Сега прашањето е дали е оправдано или неоправдано отсуството за кое што зборуваме и повторно тука политичка разрешница е можна. Инаку, бидејќи рековте во границите на правото, јас уште кога пратениците од опозицијата решија да се откажат од мандатите, тоа беше нивната формулација, морав да укажам или да го препрочитам изборниот законник и одредбите кои се однесуваат на ваквата можност. Имено, во изборниот законник, во кој што се зборува за примена на пропорционален изборен систем во Република Македонија, а пропорционалниот изборен систем меѓу останатото остава простор без дополнителни избори да се разрешат евентуални ситуации предизвикани од смрт или оставка на пратениците, зошто тогаш секогаш значи на политичката сцена или на парламентарната сцена местото ќе го земе оној кој што би бил избран кога претходниот не би бил избран и така, значи порационално, поевтино се разрешуваат можните вакви ситуации. Дали тука така можеме да го бараме решението и сега во овој Мислевме случај? што може, има една одредба што е чудна за пропорционален изборен систем, но како креаторите на изборните решенија да ја имале во предвид балканската слика, бидејќи, нели, ако е политиката уметност на можното, на Балканот станува уметност на неможното,
зашто таму има одредба дека доколку целата листа е исцрпена, а Република Македонија има внатре 6 изборни единици со по 20 пратеници, тогаш нема друго решение одошто да се организираат дополнителни избори. Не беа организирани, рок не е определен, иначе веднаш можеа да се организираат, веројатно зошто? Повторно од политички причини, во случајов можеби разумни политички причини, дека ако пратениците од опозицијата решиле, значи да се откажат од мандатите, тогаш е веројатно дека и нема да се кандидираат на дополнителните избори, Тогаш? па и така чудната парламентарна слика од и парламент без опозиција не е парламент, тогаш што би било парламентарно, значи Какви што избори би би се добиле зборувало, тогаш? Кои партии би да, учествувале тогаш на тие би избори? се јавиле веројатно повторно или пак од оние кои победиле кандидати или пак би се јавиле од некои други политички субјекти. Но тие може да се опозицијски исто така? Може, во право сте, значи ете тука е тој простор кој што може да има правна, а не само политичка разрешница на ситуацијата, но веројатно председателот на собранието и партиите на власт тргнувале од уставната одредба дека пратениците ги представуваат граѓаните, така пишува, и одлучуваат по собствено уверување, а не партиите, иако Република Македонија, не само ние, внатрешните аналитичари, туку и надворешните, значи од дистанца, се почесто ја квалификуваат како партитократија, како партитократска држава во која е многу тенка или невидлива линијата меѓу државата и партијата. Веројатно мислеле дека во меѓувреме оние пратеници од опозицијата чии погледи ќе бидат повеќе кон граѓаните, а не кон партиските лидери, дека можеби ќе се вратат во парламентот или дека би се јавиле на такви избори под некои услови. Тие велеа дека тие услови се техничка влада. Ќе дојдеме до Да, отворивте некои но- прашања да. кои што навистина сакам да ги разгледаме, но Значи не дојде до тоа, сакам да кажам. така. Ќе се вратам само за кратко за она што го споменавте, дека тоа би било разрешница таквите избори во кои што некоја друга опозицијска партија би било се- кој, се- било- Но го споменавте уставот, некој од опозицијските лидери ги Така. слушав и нивните експерти кои што велат дека тоа не е уставно затоа што би се нарушило правото еден човек еден глас. Значи граѓаните би се довеле во ситуација да гласаат два пати или повеќе пати за едни или различни луѓе. Дали е тоа така? Може и таква Дали тоа интерпретација, постои таква дилема? меѓутоа граѓаните гласаа за нив. Ако тие ги представуваат граѓаните, тогаш местото им е во парламентот. И тамо треба да се води битката, се разбира, дури и онаа битка за предвремени избори или онаа битка за поинаква влада, не велам техничка влада, намерно, бидејќи техничка влада по дефиниција значи дека ако ниту една партија по спроведените избори нема такво мнозинство, доволно мнозинство, за да формира влада, дури ни со партнери, дека тогаш разрешницата е во, значи, организирање на нови избори, а во периодот на нивната организација, има такви многу примери во светот, значи, техничката влада е влада на бирократи или влада на чиновници, на администратори кои ќе обезбедат фер и демократски избори. Тоа е едната варијанта. И другата варијанта е навистина де факто, а не само де јуре, во некои земји, како во соседна Бугарија, например, или по уставот во Грција, секогаш пред изборите владата поднесува оставка, се распушта парламентот и председателот на државата
именува од редот на експертите и чиновниците техничка влада. Случајот со Италија беше таков и случајот со Грција. Но Македонија има легитимна влада или легална влада, не знам кој термин да го потребам, и немаме ваква ситуација. Легална влада има, легитимитетот се разбира, не значи дека еднаш за секогаш стекнат, тој може да се троши во зависност од тоа дали оние кои се на власт, на вистина секој ден, ката ден, низ одлуките, низ работата не убедуваат дека се најдоброто решение. Но во право сте, рейтинзите, ако ги гледаме и од домашни и од надворешни реномирани, значи куки за оваа работа, покажуваат дека легитимитетот е висок. Професор Кен, јас нема да наблегувам во одлуката на опозицијата да ја бойкотира работата на собранието, да не влезе таму, едноставно затоа што тоа е нивна одлука и е веќе завршена работа. Но можеме да коментираме нешто што тие го доставуваат до власта како барање, што е причина за политичка криза, ако воопшто постои, едни велат постои, едни велат не, но дека не е нормална ситуацијата, не е. Така да би сакал тоа да го искоментираме. Имаат неколку барања, од кои што едно е ова за кое што говоревте вие, тоа е формирање на техничка влада. Претходно во првиот дел од одговорот на првото прашање имавте една синтагма која вели политиката е уметност на можното. Ако поставите нешто што е неможно или тешко остварливо, како што во овој момент се чини дека е барањето за техничка влада, како ја коментирате тоа барање на опозицијата? Дали е реално, каде води или зошто поставуваат барање што се во овој момент невозможни? Многу тешко. Или тешко да, и вие и јас многу тешко би можеле да одговориме на ова прашање, зошто бидејќи сега јас треба да го замислам другиот. Дали да може, се ставам во статусот да... на лидерот на опозицијата или на... Што очекува? Какво решение? Кога тие би биле на власт, дали би го направили истото тоа? Дали би дозволиле да се формира техничка влада? Јас мислам дека во животот треба да се поставува нешто што и самиот тој што ги поставува, барањето треба да е подготвен да биде во ситуација да го дозволи тоа. Сега знаете како велат, на примерите се учи однесувањето. Тука имаме сериозен проблем, бидејќи ако се сеќавате, значи од 94-та година, јас не сакам да речам така беше тогаш, бидејќи секоја ситуација бара соодветен одговор, ама од 94-та до 98 година ние имавме значи парламент во кој што немаше опозиција. Изгора тогашната значи опозиција собра над 150.000 потписи и бараше предвремени или како сакате дополнителни избори, дури отиде работата и до Уставниот суд на Република Македонија, но тоа не се случи. Зборот ми е, многу пати ние велиме во животот, во политиката дека може да го барате од другиот она што сами сте спремни да го направите. Значи, една лоша приказна, може би една од најлошите во историјата на македонската политичка историја, оти доволно е да седи опозицијата во парламентот, ништо да не прави, да ве бойкотира внатре, бидејќи е парламентарна опозиција, и вие да внимавате на решенијата. Кога ќе останете сами со себе, тогаш сте осудени на грешење, бидејќи нема кој да ве предупредува, да нуди алтернативи, да ве критикува. Тоа е суштината на опозицијата. Дури и мислам дека тогаш и полесно може да се дојде до решение за разрешница на ситуацијата, кога сте внатре. Оти, не знам, многу пати сум рекла дека пресконференцијата или улицата никогаш не можат да го имаат ефектот, па ако сакате и навлијание врз јавноста на оние кои гласале за вас или не гласале за вас, сликата парламентарна е вистинската. Тоа е нивна политичка одлука. Точно, и тука не можеме да треба сугерираме. да направиме на мала пауза, па веднаш потоа ќе продолжиме на истиве теми.
Реклами. Една од водечките градежни компании во Македонија и пошироко. Повеќе од 20 години традиција и искуство. Супер бренд за 2013-2014. Ние го обновуваме минатото. Ние ја градиме иднината. Градежна компанија Трансмет. Да гледа телевизија или не? Да го шетам или дува ветер? На мајчинските дилеми им нема крај, но новите Бекутан пелени се избор без дилема. Сега потенки, помеки и поеластични за врвна нега на бебешката кожа. Бекутан, нежно, уште од првиот допир. Радио Слободна Македонија. Платформа со Љубиша Николовски. На радио Слободна Македонија. Професорке, велиме не можеме да коментираме зошто опозицијата поставува такви барања или едно од тие барања. Со неполитички речник, нека биде повторно со правен, бидејќи се работи за собрание, за законодавен дом. Можат ли тие да понудат нешто друго, други решенија, кои што би биле прифатливи не само за власта и од кои што не би имале корист само опозицијата, туку би дале нов инпут во демократските процеси во Македонија? Веројатно, Љубиша. Веројатно, меѓутоа, многу важно е каде се одвива понудата на решенијата, каде се алтернативите, бидејќи кога се тие парламентарно врамени, добива димензија на парламентарна демократија. Ние слушавме за комисиска расправа, за алтернативен парламент, за директни контакти со граѓаните и тоа не е непознато. Ама, кога не е во парламентарна арена, тоа добива друг призвук, друга димензија. И од последниот извештај можеме да видиме дека Европската комисија повторно укажува дека овој специјалитет на напуштање на парламентот кога доаѓа до длабоко несогласување, дека е балкански. Например, да напуштите вие парламент не еден, двајца со оставка, туку како парламентарна група во друга земја, тоа дори спак го потенцира дека не ќе може да се врати во политиката. После тоа, бидејќи изборите се избори. Инаку, мислам дека можеме да најдеме ние сериозни причини за однесувањето на опозицијата. И минатата година после локалните избори и годинава. Меѓутоа, доказите, алтернативите, решенијата, новото менаџирање на односите, кога се во парламентарниот дом, имаат поинаков ефект. Јас едно скромно новинарско мислење, како коментар на целата ситуација, но и како прашање до вас е. Дури и да мислат дека се во право, за тоа што го поставуваат како проблем во изборните циклуси, разликата што се постигнува на крајот за реакција каква што е прават е несоодветна. Ми се чини таква реакција се прави ако резултатот е многу тесен, па било малку потребно да се превагне победата во парламентот. Логично, ако сте имале 45 пратеници, сега имате 30 пратеници и 25. Која е битната разлика во политичката битка што ќе се одвива и во парламентот, нека биде или надвор од тоа? Значи, вие сте повторно ставени да бидете опозиција. Бројот на пратеници е битен, но и не толку битен. Вие повторно сте опозиција. Разбирам. Знаете што, да, вашата размисла е рационална. Во политиката понекогаш има и рационалност, има и емоции. И тоа во сите анализи и истражувања не се занемарува. Меѓутоа, во право сте, сега јас велам, ниту мојата мисла, ниту вашата мисла може да биде релевантна, бидејќи тие пак зборуваат за феноменот на системско насилство и сега дилемата е кога, значи, самиот систем, начин на изведување на изборите,
менаџирање на изборите, резултатот и така натаму сметаат дека не е во рамките на демократските правила. Но прашањето е тогаш, ако минатите избори беа на крајот на краиштата, прво започнаа на сличен начин, а завршија институционално. За една година разлика нема. Па еве, дури и да се направи за изборите некаква си, не велам техничка влада, например концентрациона влада, па сите кои што имаат мандати во парламентот да имаат некаков ресор, не знам дали многу би смениле. Добро, но тоа што А чекаме може избори. би вистинската промена, јас тврдам дека е така, вистинска промена може да се издействува од внатре, не од надвор. Ако на секој владин предлог вие имате алтернатива, иако со пропорционален изборен систем е многу тешко да зборувате за влада во сенка. Меѓутоа, ако се најавеа точно на клучните министерства кои се алтернативните решенија, ние ќе можевме да споредуваме, постојано да споредуваме. Мислам дека тој ефект, таа парламентарна игра, дека може да има поголемо влијание од што концептите изнесени во рамките на дебатни емисии и слично. Сега говориме за политички диалог, дека е во застој, но сите очекуваме дека политичкиот диалог треба да ја реши правната заврзлама. Има мала противречност во формулациите, но и тој политички диалог треба да роди некој правен документ. Како тој би требал да изгледа, што треба тој да содржи за да ги задоволи двете страни и на крајот на краиштата што и власта може да понуди да направи за да се омекнат овие разрешници, како да се најде решение. За жал, значи, и кога е опозицијата внатре и надвор во овие 20 и повеќе години, многу пати некој излегувал, влегувал, велел дека ќе излези и постојано ние сме биле предупредувани дека е потребен во Македонија политички диалог. За мене прво, вистински политички диалог е парламентарниот диалог. Значи, тврдам, или институционалниот диалог, зошто се одвива по определена процедура и транспарентност. Затоа и јас оние настани од 24 декември, без новинари, тешко можам да ги перцепирам, оти вие сте тамо очите, ушите, бранителот на демократијата и така натамо, значи, вие проверувате дали политиката што се одвива во парламентот меѓу останатото е во границите на правото, ама и во границите на моралот. Македонија тука многу често има сериозен проблем заради моделот на демократијата што се практикува, така наречениот модел на консоцијативна демократија, нели, после конфликтот и после рамковниот. Странците ни го наметнаа, мислејќи ни меѓународната заедница. Учествуваа во тоа, раководени од предупредувањата, да речеме, на Аренд Липхарт, на Елджи, на Волф, на други промотори на консоцијативната демократија, кои велат дека се работи за модел од нужда или за модел кога поделбите и расцепите во општеството се толку длабоки, што може дефинитивно да го поделат на спротивставени групи, да не речам да го турнат, да го нурнат во граѓанска војна, но се заборава во Македонија дека секогаш и секаде досега консоцијативната демократија се смета како времено решение, додека не се разрешат тие поделби за кои ние сме свесни и ги институционализираме, ги легализираме, за да се вратиме на европската линија на либерално општество. Оти, суштината на рамковниот договор не е правична и соодветна застапеност, комитет за односи меѓу заедницата, туку овие решенија, уставни, институционални, треба да ја направат Македонија една
една европска, досадна, значи демократија, граѓанска демократија, а не етнократија. Во Република Македонија, за жал, многу често тоа, може би и досадна сум го кажала, дека парламентот се трансформирал во дебатен клуб, а некои други места, скриени од вашите очи и пера и од нашите, нетранспарентни, станувале квази парламент и во нив секогаш во процесот на одлучување биле вклучени и странци. Значи, ако има Македонија проблем со евроинтеграцијата, ако има Македонија проблем со европеизацијата, директни соучесници во креирањето на ваквата неевропска, антиевропска или помалку европска состојба се и оние однадвор. Тие немаат одговорност, кај нас граѓаните создаваат одиум кон нив, а од друга страна нашите неспособни политичари се амнестираат од одговорноста, но во вашите очи и во моите очи и на граѓаните се делегитимираат. Значи, во Република Македонија консоцијативната демократија има институционални и правни решенија. Тогаш чумуни се квази парламентарни дебати или вонинституционални решенија, кога ние, иако сте во поголем број и во помал број, имаме заштитни механизми од мајоризација. Добро, професорки, уште мала пауза, па уште една тура на разговор. I thought there's so much I haven't seen, but now I truly know that I'm living in my dream. Often it used to feel like I'm one of those who live buying the world of knowledge with nothing there's to give. But your rock makes me walk, makes me feel like I rock. Makes me loud, makes me scream, makes me live, yeah. It's been so long since I lied, it's been a different life. I'm still a learning girl now, but I know what I'd like. What I get on my mind is there is no stopping now. Just the right path, nothing will bring me down. So much I haven't seen, and now it's like I'm about to win. So much I haven't seen, it truly feels like it's been a dream. Платформа со Љубиша Николовски.
на радио Слободна Македонија. Почитувани слушатели, вие сте се уште на брановите на радио Слободна Македонија. Ова е емисијата Платформа, во која разговараме со професорката Гордана Селјановска-Давкова за проблемот на абстиненција на опозицијата од парламентот и модалитетите и начините како оваа криза да се надмине. Говоревме за парламентарна демократија, за конституција. Очигледно се уште сме во таа фаза, иако Македонија е кандидат, нели, сака да биде полноправен член на Европската Унија. До кога ќе бидат издржливи ваквите начини на конституцијативно решавање на проблемите? Очигледно е нужност некоја, но кога еднаш ќе станеме блиску или членка на Европската Унија, не верувам дека ние ќе бидеме се уште заложник на вакви политички диалози, без разлика дали стануваат збор за меѓуетнички или политички лидерски средби и така натаму. Значи, неспорно е дека и во други држави имало или има елементи на консоцијативна демократија, особено ако се работи за општества кои имаат, значи, посилни елементи на мултикултурност, мултиетничност, мултирелигиозност и така натаму. Тоа никој не го спори. И факт е дека либералниот концепт, либералната демократија не ги видела колективните или солидарните права или не очекувале ни теоретичарите, ни институционалистите, почнувајќи од Обединетите нации и документите, дека ќе се појават со ваква жестина и острина. Тоа е факт, значи, и тие треба да се решаваат. Меѓутоа, многу често, кога е во случајот на Босна или држави кои се поделиле како Кипар, како проблеми имале Либан, Нигерија некогаш, се предупредува дека ако нема демократски лепак, а демократскиот лепак се граѓанските права, кои на некој начин би требало да бидат граница или платформа, ви се вика емисијава, каде што завршуваат колективните права, дека поделбите ќе се продлабочуваат. И тоа на некој начин се случува во Босна и Херцеговина, која станува нефункционална држава, парализирана држава. И затоа врвни познавачи аналитичари велат дека особено после случајот на Сейдичи Финци и одлуката на судот во Страсбург мора да се преиспитаат институционалните и правни решенија на Босна. Ние не треба да се босанизираме. Ние треба да учиме од проблемите на другите. Но од друга страна, деновиве видовме ние како еден спортски настан доби друга конотација, колку е фрагилна демократијата на Балканот, колку се уште поделбите живи, и затоа јас велам дека нема решение подобро од диалогот. Се разбира дека власта е таа која треба првиот чекор да го направи, заради тоа што е власт. И заради тоа што е во институциите да подаде рака. Ама мора да се најде некое решение не низ партиската призма, туку низ призмата на македонските граѓани кои без оглед дали се лево, десно, во центар, очекуваат европска и заслужуваат иднина. Кој што не се само во интерес на иднина заслужуваме. И се разбира, значи, оти ние веќе секоја година како да викаме некој од надвор, ќе седнат, ќе се договорат и идната година повторно истата приказна се повторува. Одисеја е. Што мислите, професорке, за една можност Македонија, значи партиите, да се разбира, значи ако се вратат во парламентот, што е логично таму да се донесат решенијата, да се донесе закон за обврзно гласање на гласачите. Значи тоа не само што е право, да биде и обврска на секој од нас. Дали на некој начин може да реши некои проблеми технички кои што сега се појавуваат во изборните циклуси, за кои што опозицијата смета дека се проблем во организирање на изборите. На овој начин, значи, сите би морали да излеземе, тие што се за власта ќе бидат за власта, тие што се за опозиција ќе бидат, некои сте разбери тоа, ќе бидат неопределени на некој начин, секојаш може да го искажат тоа.
Што мислите како можно решение од кое би имале интересите и двете поголеми партии, па и граѓаните? Легитимно е вашето прашање, а и тоа е легално бидејќи нели постојат земји и европски надвор од Европа, Германија, Грција, надвор, Нов Зеланд, Австралија, каде што постои задолжително гласање. Она што на кога е задолжителното гласање во прашање кај мене, сега индивидуално зборувам, се разбира, како и вие што индивидуално прашувате, раѓа дилеми е следново. За мене ми се чини и дека неизлегувањето на изборите е некаква порака или некаква определба, зашто ако вие од политичкото мени, кога зборувам политичко, мислам и на партиите и на кандидатите, не гледате вистински избор, не сакате да соучествувате во тоа. Тоа е првото. Второто, значи, јас го третирам избирачкото право како лично, а земјите, како Германија, во кои што посегнуваат или Белгија по задолжително гласање, го третираат избирачкото право и како должност, не само како право. Може би било актуелно кога би имале ние проблем со поголема абстиненција. За сега Република Македонија, морам да кажам дека во овие 20 години и на локални, и на парламентарни, и на председателски избори немаше суров проблем со или сериозен проблем со абстиненцијата. Значи ние излегуваме, но може би не е тоа основната причина. Ние гледаме дека и кога ќе излеземе и кога ќе гласаме, нели, потоа партиите се тие, најчесто и не само партиите, најчесто водствата на партиите, кои што низ нивните очи и интереси ги интерпретираат, оспоруваат, проблематизираат резултатите, однесувањето внатре, бидејќи, знаете што, односот пратеничка група и партиски органи, исто така во многу земји е сериозно треба да се преиспита од аспект на внатре партиската демократија. Во многу земји, да речеме, средствата на државата не одат во партијата, туку одат кај партиската група, зашто отиврската на партиската група, пратеничката група, со граѓаните е посилна одошто на пратеничката група со лидерите. Значи, според мене, на линија на ова што вие со право го поставувате, како дали е можеби потребно задолжително гласање, не знам, имам дилема, ама дека е нужна внатрепартиска демократизација, сигурно знам. И многу партии во Европа веќе одат на таа линија, од типот на избор на лидерот на непосредни избори, а не на по делегатски систем, по принципот еден човек, еден глас. Или ако сакате, воспоставување на партнерство меѓу основните партиски организации и централното водство. Или ако сакате, представување на различните совети на интелектуалци како вистински критичари, тинк-тенкови на партиите од типот на Конрад Аденауер, Фридрих Еберт, Ири или NDI, што не е случај во Македонија. Различни хоризонтални структури, жени, млади, припадници на различни етноси и слично, за да има дисперзија на моќта. Зошто патронажниот модел, султанскиот модел во партијата се сели потоа во парламентот и го минимизира учеството на пратениците, бидејќи партијата ја носи одлуката, а пратениците ја изгласуваат и директно во владата. Тоа не е демократски систем. На ова линија за која што говорите, уште од почетокот, значи за легитимитетот на пратениците кои што се непосредно представници на гласачите. Да. Се повикува и власта, кој ги повикува сегашните пратеници на листите на опозицијата, да ја чувствуваат врската спрема своите гласачи и да влезат во парламентот. Значи, ова е што говорите вие, да се на некој начин намали улогата на партијата во одлучувањето. Проблемот е што во Македонија во неколку циклуси на промени на власта
едно говори партијата кога е на власт, а потоа сосема спротивното кога е опозиција. Иако овој тест може да биде многу добар, ако сега наредните од листите и уште тројца како овие претходни пратенички 3 што остана во парламентот, прифата да влезат, па наредната листа уште 3, ќе се формира до 10 пратеници опозицијски, бидејќи доаѓаат од таму. Тие ќе бидат легитимни представници на гласачите, но дали ќе бидат легитимни представници на партијата, бидејќи таа може да се откаже од нив по секој момент да рече тие не се наши, ако доаѓаат од нашите редови. Имаме повторно една чудна ситуација, нели? Тоа е интересен феномен на партиската фамилија, парламентарната фамилија и граѓанската фамилија. Морам да кажам тука дека ние сме прилично атипични. Кога велам ние, мислам во регионот кој што за жал низ една геополитичка синтагма Западен Балкан, која не е географска, оти тоа е југоисточна Европа, исто така доби една друга димензија, која треба да размислиме зошто е таква. Бидејќи сме обкружени со земји членки на ЕУ, а ние, значи, имаме проблем, некои сличности и атипичности. Ова што го велите вие. Во неколку земји имаше решенија законски во кои се велеше дека во соседна Србија, ако партијата, значи ако во текот на пратеничкиот мандат, вие се откажете од партијата или партијата од вас, дека треба да ви престане и пратеничкиот мандат. И Венецијанската комисија и сите кои се бават со оваа материја, остро се спротивставуваат на ваквата интерпретација, зашто по сите устави, значи дури и по пропорционален изборен систем, а не само по мнозински или по мешовит, избраниот е носител на мандатот, а не партијата. Значи, Србија мораше да го смени ваквото законско решение. Зошто? Заради изворот на легитимитетот. Не е партијата, туку се граѓаните, изворот на суверенитетот во една демократска земја. Јас слушнав интерпретации, главно политички, ненаучни, дека партијата, бидејќи е пропорционален изборен систем, ве ставила на листата и затоа вие треба да ја слушате неа, а не граѓаните. Тоа не го прифаќам. Значи, дури обратно, мислам дека конвенциите партиски за било кои избори мора да станат работни во Веберова смисла на зборот. Значи, не лидерот на партијата и камарилата да ве сместат горе или долу, во зависност од релациите со нив, туку во зависност од вашиот дигнитет, интегритет, почитка јавноста, па и внатре на конвенцијата да може некој од горе да падне долу, некој од долу да се качи горе заради аргументите. Инаку ние не сме отишле подалеку од демократскиот централизам, каде што конвенциите завршуваат со карамфили, стоење и песма и видеообимови, туку треба навистина да има тамо вистинска дебата. Ваквото решение мислам дека не е во ред и се критикува сериозно, точно како партитократско. Уште едно прашање за крај. Вие често пати сте говорили за кој е најдобар изборен модел за Македонија, за мултикултурни, мултиетнички општества како нашето, па ние минувавме низ фази на мнозински систем, пропорционален, зборот најдобар некогаш што е пофункционално или што е најдемократски. Мислите ли дека овој сепак не подобриот модел пропорционалност и дали Македонија во иднина може да се случи повторно да ги менува овие изборни модели или засега е вака добро и треба да продолжиме така? Нема тука точен одговор. Бидејќи изборниот модел е институционален механизам. Меѓутоа, еден ист изборен модел во различни земји или во различни периоди од една земја може да дава различни резултати. Ние почнавме од оправдани причини, наједноставен е, као најблизок до граѓаните е со мнозинскиот изборен систем, ама и првите избори од 90-та година дадоа резултат како од пропорционален изборен систем. Зошто?
Ако повеќе од 50 години, значи биле замрзнати политичките интереси, тие после демократскиот дожд како печорки ќе се појават. Значи не успеавме тоа ние да го регулираме. Пропорционалниот изборен систем, самиот збор ви кажува, мандати пропорционално на добиените гласови се смета за поправичен и секогаш оди рака под рака повеќе со така наречените хетерогени или поделени општества, зашто во него шансите и на помалите партии, не говорам само за етничките партии, се поголеми и парламентарната сцена е порепрезентативна. На некој начин се пресликува општеството. Да сум јас во Британија, тогаш сигурно видовме после нивниот обид за промена, на барање на либералите, ќе речам, парламентот не треба да е слика на општеството, во него треба да седат само клучните играчи. Ама ако вие не ги институционализирате различните интереси на Балканот и во така наречените нови демократии, без демократска традиција, се соочувате со проблемот да ви се појават на улица, а плоштадите се за револуции, нели, не се за демократија. Од тој аспект, мислам дека пропорционалниот изборен систем соодветствува. Што овозможува овој пропорционален изборен систем во Македонија? Општо познато е, формула е дека во пропорционален изборен систем секој излегува со сопствена програма, си ја мери тежината и силата, па во парламентот се одлучува кој со кого. Ама тоа крие многу опасности. Добро, за деталите на ова во некоја друга емисија, ви благодарам што бевте гостинка во платформа, во Радио Слободна Македонија. Се надевам во друга прилика ќе имаме можност да